Да. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, кратка пауза да продолжиме понатаму со разговорот и јас би сакала еве со да почнеме со Томче, да се вратиме на храната после психолошките разговори, да се вратиме на храната и на она кое што представува Шопска шоу. Јас би сакала еве сега Томче да ги каже нели датите, односно кога ќе можат гледачите да те гледаат и генерално која е поентата и која е целта на Шопска шоу. Почнав и јас да правам експанзија после ова паузата, Браво, така Марина треба. и Дора на мене влијаат така да почнам вака се да се шири. Коучинг и Така имаше коучинг, имаше сесија, така да се помине како што треба, да не се секирате. Се извинам. Вака се стартуваме овој викенд, сабота и недела, терминот е 10 часот, од 10 до 10:30 сите оние што се верни гледачи, сите оние кои што не се гледачи до сега ќе станат нови гледачи на Канал 5, ќе пратат Канал 5 телевизија и ќе може да бидат дел од нашето големо семејство на Шопска шоу со Томче. Иако сега започнуваме, јас имам доста фанови, подржувачи и пријатели кои што секојдневно потврдуваат дека се во исчекување, кој е новиот проект што ќе го работиш, каде ќе може да видиме што е тоа што ќе може да видиме тебе ново и така натаму и така натаму. Еве сега конечно дојде денот Д. Јас на петок 13 да се најавам дека започнува неверојатна една приказна. Приказната раскажува неколку моменти и опфаќа неколку моменти. Тоа што го зборевме претходно, значи презентација на македонската кујна, кулинарство и гастрономија, затоа што многу луѓе не се запознаени. Ние дома не сме запознаени, домашните што сме, македонците што сме, не сме запознаени со целосната кујна со која што располага македонскиот народ, а не да збориме за некој од надвор да знае што е тоа што го имаме на располагање. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е сакам да инициирам за луѓето кои што ќе ја гледаат емисијата, кои ќе изгледаат еден викенд од Шопска шоу со Томче, да имаат представа каде би можеле следниот викенд да излезат да прошетат, да ги извадиме од дома, да ги извадиме за да можат да си ја шетаат Македонија, затоа што нема да биде цела студиска емисија, туку ќе имаш и делови од тебе. Да. Значи половина час е 30 на минути, од кои 15 на минути се во студио, 10 до 15, другите 15 на минути се на терен. И на терен во саботното издание презентираме најдобар доручек, односно 4 варијанти од најдобар доручек што може да се има на местото каде што сме го посетиле. 4 предлози ќе им дадеме и после тоа ќе презентираме неколку информации, знаменитости, што е тоа што може да го посетат на местото каде што сме биле. А во неделното издание исто така ќе имаме половина час, 30 на минути, каде што тие 15 минути се резервирани за гостин. Тоа е другата работа што имаме гости во неделното издание. Гостинот ќе биде коучингот, следно тако договорено, веќе има за следниот викенд. Веќе договорено, готово договорено. Значи со гостинот разговараме околу македонската кујна. Значи може да бидат од секаков профил луѓе, не сме ограничени. Јас што вика може да биде од амбасадор до министер, до бизнисмен, до стопанственик, до обичен човек, до луѓе кои што се ги запознал. Сите ние користиме македонска храна и што е тоа што е интересно, што е тоа што ни оставило впечаток, што е тоа што е наше омилено јадење. И што јас секој пат сакам да ги прашам или да ги иницирам да размислуваат луѓето што ја гледаат емисијава и сега упатаме да напел, дека треба да размислуваме што е тоа што би можеле да му го препорачаме. Еве Марина, еве Дора, еве Милена, значи сите ние тука имаме некое место каде што сме биле, сме го посетиле во Македонија и што ни било убаво, ни било интересно. Меѓутоа ако го сочаш местото само за себе, никој друг нема да го знае. Не, си го знаеш, ти можеш да си направил за тебе. Меѓутоа, ако го споделиме, да речеме Томче, може да отидеш Ранч, Ранковце, може да отидеш Моветов е Крива Паланка, Крклја, може да отидеш има горе. Значи, ги споделиш работите со мене, можеме да отидеме и да го споделиме тоа со еден поширок аудиториум во Македонија, за да може луѓето да бидат свесни, да може да знаат каде може да излезат, што може да направат, да се истражуваат Македонија. Да истражат. Затоа што поентата ми е тоа што го правев, го работев на претходниот проект, тука сакам само да го надополнам и да го продолжам. Многу луѓе во Македонија ги слушам млади луѓе кои што кажуваат и кои ќе си во комуникација или во разговор со нив, нема ништо во Македонија, нема ништо тука, нема, ќе бегам, ќе вадам бугарски пасош, ќе правам ова, ќе правам словенски пасош, ќе направам, нема ништо тука, нема просперитет, нема иднина во државата. Меѓутоа,
не ги запознаваш, не си го знаеш сопствениот двор, не ги запознаваш капацитетите и можностите што ги има оваа држава и што е богатството со кое што располагаме. За да можеш тоа да го знаеш, треба да излезеш од дома. Да. Не може само да гледаш странство, овие вака правеле, овие онака правеле во Белгија, во Холандија, во Јапонија, во Кина, ама да не знаеш дома во дворот или на 20 км од тебе дека има прекрасно место со водопад, каде што можеш етно ресторан кај што имаш бачила, кај што можеш да отидеш и да дознаеш некој работи. Да не знаеш дека во Бутел како општина има аквадук кој што е стар од римјаните, кој што моветов е, како да ви кажам, знаменитост која што многу малку е посетена, многу малку луѓе ја знаат. Да не спомнеш и да не кажеш дека во Македонија има еден од првите млеководи, каде што луѓето имале бачило на 1500 метри на морска височина, ама доле во селото, каде што е ресторанчето, има директно пристап во кујната и доаѓа млекото, каде што на лице место они го прават сирењето и ти пробуваш од нешто што го немаш на достап. Што е некаде таму горе. Природата, да. Така, или претходно што зборевме, ако го избегнуваш ти белиот леб дора или така, јас се сложам дека овие нови сега нова храна или нови работи што се прават или леп или едноставно имаат премногу адитиви. Меѓутоа, од направи фурна дома. Почни да месиш леп како што месела баба ти, како што месела баба ми. Па уште да имам време за тоа. Не, сакам да кажам моментов да имаш време, да го направиш тој леп тежи едно лепче тежи 2,5 кила. Да. 2,5 килограми. Па кога ти сечеш кришка, после една кришка ти се чувствуваш убаво, немаш лошо варење, немаш киселина, немаш тежина, се функционира, се супер, се. Тоа е убавината на нашата храна. Па кога ти дадеш, па ти го исчукаш тоа лукчето, па ти му ставиш зејтинче, па ти му ставиш макалце, па пиперче, ме разбирате? Милина. Значи будиме апетит, тоа правиме ние. Јас сакам македонска кујна, значи сега е. Да отвориме кај Драгче фрижидерот тука да видиме што има. Тоа има нешто. После емисија ќе мора. Има ли место во Македонија кај што не си бил? Има места што не сум ги посетил, Струмичкиот регион ми е многу помалку посетен и на кај Струга тој дел тамо. Меѓутоа, па од друга страна викам ќе има можности сега да прошетаме секаде затоа што разгледувајќи и правејќи анализа колкав е пазарот или колкави се не пазарот, туку колкави се можностите, што е тоа што се можеме да опатиме со шопска шоу и кои работи можеме да ги презентираме. Сватив и разбрав дека во Македонија имаме повеќе од 3000 угостителски објекти. Така да, ако претходно имавме 950 села во живи во Македонија и само посета на 470 села имав 9 години проект. Значи сега има да се дружиме долги години. 30 години сме тука, не берете гајде. Супер. Одлично. Ќе јадем и ќе уживам. Ќе уживаме, ако не, ќе си го нахраниме, барем ќе си ги наполниме очите ако ништо друго. И ќе ги спровоцираме луѓето да излезат за да си ги наполнат стомаците. Нормално. Значи торчена диета никогаш нема да биде во животов, така? Не, и да сака. Ја вака сега го кажав, тоа ќе го видат, ќе го слушнат, мислам ќе се повторам во емисијата. Вика вака, маш вика, ако има стомачни мускули, ако има плочки, не значи дека е маш. Чекај. Дека е силен маш. Да ти кажам, ти имаш. Тој само значи дека е ненајаден маш. Ненајаден маш. Не дека ние немаме и ја имам, Ти имаш, ама не ти се гледа. Се заштитени. Да, не се гледаат. Се заштитени. Значи имаш. Чуваме, ги пазаме, за да ги вика. запацирани така. Браво. Кога е секојаш кај храната, секојаш е прашањето дали ги јадеш емоциите или те јада. Да, точно. Не ги јадел. Зашто некојаш е јадеме, а не Нема ти кај се да ги јаде. собере. Ја не можам да додам до емоциите. Кој ќе дојде храната, јадам и после тоа може кој ќе дојдат емоциите, викам аман уше вие, не може, каде. За десерт и да те емоциите се викаш не. Така, јас само Ај се би насмеавме. искористил уште еднаш можноста да ги посетам сите дека шопска шоу со Томче почнува од утре, односно сабота и недела, овој викенд од 10 часот е терминот. Да не забравите да гледате и имаме Facebook страна Шопска шоу со Томче, имаме Instagram профил Шопска шоу со Томче и имаме YouTube канал Шопска шоу со Томче. После секој емитување на секоја емисија, значи во 10 часот и 30 завршува емисијата, за 2 часа, неполни 2 часа, емисијата веќе ќе има на YouTube да може да пратат, да гледат, да си ја едноставно репризират, ја се пуштат колку сакат, колку милуваат сите оние што не пратат и што ќе не пратат, а има и репризи, договорено веќе, во вторник и во четврток ќе бидат. И јас само би упатил еден апел до сите оние што не гледаат дека
споделете, пишете во инбокс на Facebook, пишете на Инстаграм. Што сакате да јадете? Да. Не, што И сакате, кој ви каде умине, да оди екипата. каде идеме, каде да отидеме, каде Да ги откриваме емоциите. Сакам да ја прашам. Каде сте се удавиле тагата? Да дојдеме да снимаме Види место каде како сте се удавиле учи тагата. одма применува. Ама Така, гледај. експанзија, експанзија. Човек после оваа емисија. Јас би сакала ви накратко да ја прашам Дора кога сме кај емоциите, има ли на програмата еве смутија со живење, некои алатки како да не јадат емоциите, затоа што јас не верувам дека нели кажавме дека сме емоционални суштества и дека нормално е, нели? Меѓутоа ако ти викаат а контролирај ги емоциите, тоа малку е проблематично и тоа што вели Марина да некако дозволуваме Нема тие ни да не потреба. изедат, а не треба така. Значи, кога го креирав прво програмот, идејата за програмот ми беше да го направам за луѓе кои што веќе имаат некакви поволни услови на живеењето. Значи, на програмот не се занимаваме со трауми, значи не се занимаваме со кризи, не се занимаваме со тие аспекти и тоа ми беше многу јасно нагласено. Зошто? Бидејќи програмот е прво многу практичен, тоа што го спомна и преска Марина, и многу структурирано. Значи, на програмот едноставно учиме да ги детектираме секојдневните тешкоти во животот во, значи, секојдневни ситуации. И како максимално можеме со практични алатки тие тешкоти да си ги олесниме. И како да научиме, нели тоа што го спомнав преска, да ги користиме веќе поволните услови што ги имаме. Ја ќе кажам пример. Често пати еве се случува многу семејства или многу жени да имаат добри финансиски ресурси, меѓутоа да не можат се уште да сватат или да разберат на некој начин дека тие финансиски ресурси може да ги искористат еве за помош во домот. И многу семејства кои што можат тоа да си го дозволат, не го прават. Например, се уште, и ќе речат после жениве или семејствата, не можам се да постигнам. Например, треба да го одржувам домот, треба да готвам, треба да исчистам, треба децата, треба да одам на работа. А можеш да си дозволиш чистачка, тоа например, сакаш да може кажеш? некој да си дозволи да го искористи тој финансиски ресурс, а да не. И тоа се еве например многу едноставни ситуации, меѓутоа се уште например многу луѓе не ги користат ресурсите кои што финансиски веќе ги имаат. Или например, ние исто така не секогаш финансиски имаме интелектуални ресурси во нас кои што остануваат. И вчера например ми постави едно прашање на работилницата што го правев, а што ако навистина се најдеме во ситуација во животот еве да бидеме во стабилност или во експанзија и нешто да ни се случи и повторно да се вратиме во тоа преживувањето. Јас викам да, тоа е реално, може да ни се случи, но ние веќе го имаме внатрешниот капацитет каде што веќе претходно сме направиле некоја стабилност или експанзија. И тој капацитет на нас не може да ни го земе никој. Значи повторно ресурсот јас веќе го имам и ресурсот јас повторно можам да го употребам. И значи така што таа ми беше идејата кога го направив програмот Леснотија на живеењето, да научиме како со ресурсите што веќе ги имаме да си го олесниме максимално секојдневието, бидејќи сме насочени кон тоа што го немаме, кон тоа што ни е тешко, кон тоа што ни фали, па да речам не можам или не знам таква траума сум доживел, па сега тоа ми смета, значи не се занимаваме со минати толку трауми искуства, туку максимално како можеме да го олесниме секојдневието со тоа што веќе го имаме. Што опфаќа програмот? Значи опфаќа 6 модули, 6 видео лекции со тоа што значи учесниците само на првиот и на шестиот последниот модул ги работат со мое присуство, онлайн се модулите, а сите останати ги добиваат во форма еднаш неделно во видео снимки. Тие добиваат нели лозинка, пасворд за приклучување на платформата таму каде што се случува програмот, си ги гледаат самостојно во свое време, во свое темпо, нели тоа е максимално олеснато за нив, да нема некој потреба да треба да го чека терминот, ако во тој термин не може да се вклучи и сето тоа. Значи опфаќа 6 модули, 6 теми, со тоа што еве сега веќе беше првата тема помина во понеделникот, беше деконструкција на идејата за тежина. Потоа значи имаме како да научиме да препуштаме контролата малку повеќе да имаме доверба, нели дека во животот едно е јас да планирам што сакам да правам со себе, меѓутоа некогаш животот може да ни даде и нешто друго што не сме го планирале, како нели да се носиме во таква ситуација, да научиме да пуштаме таа контрола, како да го сочуваме својот внатрешен мир, како да научиме да ги селектираме тие потребни од непотребни информации кои што не обременуваат во секојдневието,
како значи многу пати реагираме и на шумови во нашето секојдневие и тоа знае да ни направи тежина. Например, не знам да се изнервира некој заради гужвата во сообраќај или не знам зашто бил нелюбезен келнерот во некоја кафејана или што и да е. Едноставно од денот, ако бил позитивен, ако бил убав, некој да си го расипе секојдневието поради гужвата во сообраќајот. Нели да научиме како да ги филтрираме на полесен начин сите тие аспекти што ги имаме и да може нели едноставно баш да почувствуваме таа леснотија, бидејќи ние не можеме, пак ќе кажам, да направиме проширување, експанзија, животот позитивен со смисла да не биде ако постојано сме во тој грч. На нас ни е потребна стабилноста. Значи да не се лажеме, на нас ни е потребна стабилноста за да би можеле да направиме поголеми креации од себе. Да можеме да уживаме во нашата експанзија. Марина, значи дај да потсетиме уште еднаш, пред имаме и фотографии, ќе имаме време, од Марина малку фотографии, јас се извинувам, нели баш објаснив зошто е тоа така. Меѓутоа би сакала да еве веќе кога зборуваме за нели работилници и програми да потсетиме за click and shift, нешто кое што е најбрзо. Така беше click and shift. 19 март. Значи прво клик и тој клик треба ти донесе shift. Значи како од страв до одлука. Така, за кого е таа програма? За сите кои што сакаат да искусат едно коучинг во живо уствари. Да, трансформацијско искуство во живо преку вежба, преку разговор, практично не мора ти да отвараш таму се што све правиш во животот, затоа што во коучингот не е важно што ти се случило, туку важно е како ти тоа искуство го живееш сега и овде. Затоа што тоа што се случило не можеш да го смениш, можеш да го смениш начинот на кој што го доживуваш. Супер, имаме фотографии од Марина неколку, би сакала да ја замолам режијата. Тие што стигнале на првиот мејл? Да, па малку се тие но ете чисто луѓето да видат што правиш. Кај мене е секогаш работата во движење, значи статично седење, мора во се што работам, се што правам го вклучувам телото. Затоа што телото е тоа што процесира и што памти се. Да, така да ти може не се сеќаваш на случката, меѓутоа телото памти и телото реагира. Така тоа е многу важно и затоа све што правиме... Значи регулација на нервен систем кај тебе да дојдам. Како? Да дојдам кај тебе на регулација за нервен систем. Да. Ки да ми давеш таму, да не сум во survival. Апсолутно, така да еве на 19 си добре дојдена, нормално и на сите други настани. Не екипно доаѓаме. Така тоа што сме во студио. Топтам. Сите заедно. Се друго си ете на тоа онлайн конференциите. Ако ќе почнеме на сите работилници да идеме, крај нема да ни се фати. Да. Експанзија здрава Македонија 2 ќе имаме следната година. Ќе мора да научиме како да го организираме времето и каде да трошиме енергијата. Не, да ја инвестираме. Да ја инвестираме, извини. Лена, одма корекција. Да, тој беше терминот. Се инвестиција, така да има човек кој што сака да работи на себе, не е важно кај оди, нели кај кого, на кој начин тоа го прави, важно инвестира во себе. Да се инвестира, така е. Нема тоа правило и тоа е исто и за компании, исто и за индивидуалци, така да и на онлайн коучинг конференцијата исто ќе има прекрасни работилници, мислам 17 работилници, некој да ти вака да ти ги даде, мислам и цената е многу приступачна, значи не е нешто како големата конференција, нормално е поголеми трошоци, меѓутоа е фантастична можност. Значи секој од различен аспект нешто ќе дознаеш за себе, ќе направиш, ќе ти кликне, па ќе шипнеш нешто. Никогаш не знаеш кој ќе ти кликне. Да, и тоа во најобичен разговор можеш да направиш огромна промена. Да, супер, одлично. Имаме фотографии од Томче. Ајде да ги погледнеме и неговите фотографии. Ни испрати многу убави уште од бебе кога бил. Да. Ова е на 40 дена. Уста немам затворено до... Од 40 дена до сега. Генерално до сега, да, меѓутоа од 40 дена односно од кога имам родено па до првата година од животот, така. Знаеле. Се знаеле и како овој ќе биде нешто што ќе зборува. Татко ти е пресреќен. Да. Нормално прво па машко како може. Да. Сон на секој маш, мислам, па на секој родител така. Па тоа порано било може би повеќе. Сега не менува толку полот. Да. Сега како да те прашаме? Немој женски сме тука. Женски сме тука 4. Секој носи посебна радост, меѓутоа за првото дете посакува да биде машко.
Тоа е работата. А кој повеќе чува родител, машко или женско, ајде да те слушнам. Порано во минатото нема село што го помина низ Македонија што не рекоа ако немаш син нема кој да те чува. Како да не? Женско чува Во родител. минатото било ако немаш син нема кој да те керки, чува. нема да ме разбереш. Нема кој да те чува. Освен Имавето- снаата, ако се погоди. Не, работата е што вика моето Снаата има да те чува. Чува, важи. Жив ке те изеде. Абе сега ќе видите сега до таму. Нема, сите сме луѓе, се Ајде подкажеме тука што се Да, случува. ова е во Анталија, бевме испратени 7 дена да како екипа Ја правиме. прашав кај си. Сликата. Кај сум? Тоа што е со зеленото таквото, со зеленото со микрофонот сум во рака јас сум тоа. Тука поцрнеци многу. Така, ова е на мои 6 години во камп во Струга на летување. Добро, помалото е. Не знам, непознато А, дете. добре, реков. Непознато другарче. Не знам, добро. Непознато другарче. Исто во Анталија кога беше 2005-2006 работевме на проект презентација на туристички центри и места во Анталија и во Кемер во Турција што може да се посетат и тоа е дел од проектот. Ова е кога Тука си Дедо Мраз. Не, тука заедно со екипата на Тедико супермаркетите идевме во домот за деца без родители и делевме пакетчиња. Па тоа викам, Дедо Мраз си бил за тие дечиња Не тогаш. сум без мрада, како Дедо Мраз. Нема без врска, мрада. за нив си бил Дедо Мраз, што им носи подароци и Така, тоа е така, тоа. така. Дедо Мраз од тему, да. Тоа што имаме? Ова е во склоп на емисија што ја водев претходно, каде што презентираме Дијана Трајковски. Вакви луѓе ги изгубивме од Македонија. Значи ова е една успешна приказна, многу убава и успешна приказна, меѓутоа завршува со тоа што Дијана е завршува на Кралската академија во Австралија и знае да свири повеќе од 110 удирачки инструменти и нејзинуда таму да биде како професор и она доаѓа тука во Македонија и инвестира 6 години од нејзиниот живот за да се снајде тука во Македонија и никој не го препозна нејзиниот квалитет и талент тука. И после тоа она вика јас тука не можам не гледам за себе иднина, не можам да најдам ни дечко, ни да бидам евалуирана или вреднувана, вика, валоризиран да ми биде трудот што толку време сум го вложила и не се враќа назад во Австралија и е сега во комуникација сме, си има Живее сопруг, таму, си работи. си функционира како што треба и професорки со сите ништо, ама тие луѓе ги Жал немаме многу тука. такви приказни. Да. Така. Тука сум со колегата од факултет Илија Вучков, каде што во Радио Слободна Македонија работиме како гостин, презентираме нешто, претпоставам збориме на некоја тема EU фондови нешто инвестирање. Од снимање од претходните 9 години шетање низ Македонија, рурална Македонија и како да ви кажам, нема нешто што како дете што го посакав што не ми се оствари, искрено ќе ви кажам една работа. Дали тоа било да возиш трактор, дали било тоа да возиш санка, дали моторче, дали комбајн, вршалка, жнеалка, како да ви кажам, бродче, глисер, мал брод, се помина супер. Ова е Горан Ангеловски од село Куратица, Охридско, на 20 километри од Охрид се наоѓа и тука сме горе не сме на Плакенска планина, меѓутоа сме на една од планините во непосредна близина на селото. Кога некој ќе ме прашаше, мене ќе ми речеше каде можеш да се отиде или кое село е како место каде што би го препорачувал како рурална средина да се отиде. Секогаш им кажам на луѓето Куратица затоа што имаат најверојатно ќе ја презентираме и ќе отидеме затоа што они имаат прекрасен етно ресторан Дедо Димо. Супер. Дедо Димо има прекрасна приказна. Само ќе ви ја кажам во друга прилика. Да. Кога ќе дојдеме гости на емисија. Така, нормално. Ова е со Манџук, еден од луѓето кој што има напишано повеќе книги, кој што е професор на електрофакултет и со кој што од студентски денови се знаеме, па бевме во едно од просториите на Машински факултет каде што е направен овој што е Форд као возило, као пилот возило кое што требаше на Форд компанијата да биде продадено токму од колегата Илија Вучков и уште еден. И меѓутоа не испадна ништо од таа работа и земавме се сликавме тука за да направиме промоција на книгата. А ова е од претходно што сме снимале, да видите дека вака се замисли здрав живот и сега вака да изгледам јас со чија семиња и со вакви работи мислам. Ќе
помисля дека нешто што те јаде, дечко? Како не ги јадеш емоциите, нешто може нешто. Со стомашите се те јадат нешто. Е уште една од детството? Да, ова е на 10 мои години заедно со И ова е непознато другарче? Не, ова е брат ми. Ова е познато. Ова е познато. Брат ми Иван. Тука сме во Штип на меѓуградската автобуска станица. И се спремаме, идеме на гости кај тетка ми Лепа, затоа што рече дека имаш роднини таму потекло. Да. На мајка ми сестра која што прави свадби. Сега ние идеме на свадба, тука се спремаме на 10 години, на свадба да идеме да играме таму да се веселиме. И една од фотографиите е тука на автобуската. Добро, супер за Одлично, спомен. ти благодариме. Имаме фотографии од Дора, ако може да ги погледнеме за самиот крај, не знам да видам колку е часот само, имаме време. Ајде режија доколку се подготвени, да, повели Дора. Па еве, видиш убаво леснотијата изгледа. Да. Значи, ете вид колку убаво изгледа леснотијата. Кај се тука? А тука сум во Атина, бев малце на гости кај, бевме мислам јас сопругот нели ќерката на гости кај Старосватицата и така имавме едно многу убаво дружење таму со нив. Ова беше одма непосредно после Божики. Значи одма отидовме. И мислам, на мене секогаш многу ми е важно тоа што им го зборувам на луѓето да го живеам. Така е. Значи, многу често забележувам и ова исто пак во Атина. Јас многу ги сакам морињата, посебно сакам да патувам во градови каде што има море. Воопшто не сум, мислам, зимски човек, да одам по ски центри, терени и тоа све, значи и онака. Кога ќе дојде зима, или значи седам дома, значи онака хибернирам у тој период и чекам да се појави некој зрак сонце вака да одам до негде, меѓутоа ова баш беше јануари кога бевме во Атина, еве го пак Акрополисот, фантастично, значи место со многу висока духовна енергија, можам да кажам, и сите кои што не го посетиле, навистина препорачувам да го посетат. Значи тука ете, тоа сме во Барселона, сега скоро бевме пред 2 недели повторно со сопругот и со ќерката. И значи претежно сите овие слики се значи од патувања, сега скоро каде што сум била. Меѓутоа пак и ова исто пак во Барселона кај еден од музеите, мислам таму каде што беше таа големата фонтана што ја има. Тука бев сама вечерта, бидејќи ќерката заспа, па некако нели мораше некој да се жртвува на некој начин да ја чува, па ја отидов сама вечерта се прошетав со автобус низ Барселона. И пак ова е тука пак плажа, повторно покрај море, значи јас баш сум онака морски човек, тоа е мојата и леснотија на живењето. Мислам дека водата е символ на животот. Значи водата е символ на животот и често пати кога правам една многу битна водена медитација со клиентите, ги терам да замислат како да животот ти е море по кое што пловиш и ти се препушташ на него. И тоа навистина создава едно многу длабоко чувство на леснотија и на лебдење. И таа е нели поентата да ја постигнеме, да имам внатрешно чувство на лебдење и на леснотија, како да газам лесно по облачиња. Не секогаш можеме да одржиме, меѓутоа барем да знаеме како да ја предизвикаме во себе и како емоција, како доживување. И колку успешно можеме тоа да го правиме, толку некако животот ни е по-лесен. Тука нели повторно пак сум во паркот на Антонио Гауди, што посебно ми остави впечаток. Кажи ми што се јадеше таму во Шпанија, паелја ли се? Да, значи не, јас искрено шпанската кујна не можам толку, не ми е нешто баш многу милено, паелјата многу не ја сакам. Пак идев со некоја по, значи медитеранска тука наша за појадок или за нешто што е нешто што е со пиво нешто. Не, значи идев она интернационална класична храна, не знам дали пица, дали некој бургер, само така по шпански. Нешто попознато, нешто попознато на шпански. Томче, ти кога патуваш во странство, каде што сакаш да јадеш вака, во некоја земја далечна кај што се бил, не ја порачувам, значи чија семе, пудинко чија семе, порачувам авокадо, порачувам пица и овие само ги оставам да седат, пицата си ја јадам. Но тука за сликање. Да, за сликање. Чија семе? Не, мора, нареден пат ќе му однесам едно чија семе да јаде во емисија. Те молам. Не, сега ќе ви кажам една работа што е вистина за чија семе и за авокадо. Значи сите се преправаме дека тоа е кузина колку вкусно и дека кузина колку убаво за јадење. Знаеш да го подготвиш? Вчера прочитав напис во српски весник. Луѓе влегле, украле 100 кила пушена сланина и 40 кила ракија.
Не го оставиле краде чија чија. себето и авокадото не пипнато. Значи како да ви Не им е кажам, близко. ајде. Се поистоветам со нив, познато не може сега. да го украдеш тија себето и авокадото. Па не знаат како да го подготват. Заради тоа, ја мислам дека е тоа причината. Нема авокадото, нема вкус. Реално. Има, зависи со што ќе Ама не само авокадо, да кажам, нема вкус. Значи ништо. Има. Има. Ако е Има. зрело, На зрело, Да. ако не ти е Убаво, зрело. нема. Мене ми нема никаков вкус. вкус. Кога на А сланина имаш право, има вкус. Ништо нема вкус. Абе, Мириса, бе, значи ќе ти убаво. донесеме во емисија и сакаме Авокадо. јавно да пробаш, значи ќе ти донесеме авокадо и чија семе сите цела Македонија да те види. Не. Е, што не се, а Ти си сега излечен не може правда, да ти му излечен однесе не на треба. Или ovo. сакаш Пострекен ќе биде со експанзија? кило сланина. Експанзија сакам, ама не во тој, ама не во тој дел. чија. Добро. Значи има многу изненадувања ќе има во оваа емисија. Еве ние се правиме план и програма со Милена што би правеле ние гостинки кога ќе дојдеме. Ние се поканивме, онако нема да Готово, Да, не договорено. ти, ако не кажете наканиш, ние ќе се Евате сега дојдеме. една работа Ама со месе. што сакам да споделам со вас. Има многу работи кои што треба да ги кажеме и да ги спомнеме, има многу работи кои што самите се рекламираат и самите ги кажуваме. Еве кој ќе чија пудингот, мислам со чија снегулки, со не знам со вакво, со Ове се авокадо, со не знам што. И сега тоа, кажете ми, тоа мораме да го рекламираме и последниве години ни го ставаат некако на таса, ни го И пласираат мача секаде, плюс. дека Мача. мора да биде тука присутно, зашто тоа е здрава храна. Кажете ми вие мене, дали некој пат сте слушнали или сте видели реклама за чварки? Не, а Не најздраво. постои, а најздраво и најубаво. Добро. Маст, свинска маст. Така. Тоа што готвеле нашите баби, нашите да. дедовци, имаме тоа со мас, сега се Да. Сама декларира слинова. како здрава храна. Добро, морам да одивам емисијата Томчек има многу експанзија, бе, Томче, изненадувања. Експанзија. На Како генерациите. мислиш ти, свинска мас, дај маслиново се. Чварчиња и покрај море. Си седиш, гледаш, Да, мислам експандираш дека таму сум на вака. море. Мораме да одјавиме емисијата. Јас сакам да се Благодариме. благодарам на сите што бевте наши Благодарам. гости. Гледам дека убаво Ви си благодарам поминавте. јас. Ја Весело. морам на крај само да кажеме на работа, На кратко. да поздравам само ќеркичката Теона и Јован и Војдан, затоа што ќеркичката Теона се бале ми испрати како балерината. Поздрав до сите. Да, поздрав до сите, сите, да, до поздрав и сите, до да. сите наши гледачи. Мора да ја завршиме емисијата, останете заедно со нас.